Доградување односно енергетска ефикасност на целиот археолошки локалитет, но поставувањето да биде надвор од опфатот беше можноста која се разговараше денес на локалитетот Баргала, помеѓу министерот за култура Зоран Љутков заедно со градоначалникот на општина Карбинци Виктор Паунов и директорот на Завој музеј Штип Митко Штериов. Министерот за култура Зоран Љутков истакна дека министерството ќе ги поддржува проектите, а годинава обезбедени се околу 3 милиони денари. Локалитет кој што е од посебно значење не само за општина Карбинци, туку и од посебно значење за македонската за Македонија и за македонската археологија, антички град кој што е во фокусот на македонската археологија негде во досните 60-ти години од минатиот век. Она што можам да го видам дека овој локалитет е во одлична кондиција и дека има голема грижа и од страна на државата, но и од страна на општината. Една од добрите работи е што овој локалитет е заштитен со заштитна ограда од секакви влијанија и е заштитен и е осветлен, што представува веќе сам по себе голема атракција и голема можност за развој на туризмот. Локалитетот Баргала е од посебно значење за македонската археологија, додаде министерот. Дециден дека локалитетот е во одлична кондиција од страна на државата, но и од општината. Градоначалникот Виктор Паунов истакна дека е направено чекор во однос на вложување на финансиски средства, со што ќе се зголеми бројот на посетители кои се заинтересирани во однос на културата, археологијата и историјата. Министерството за култура, искрено очекувам дека со следната буџетска година ќе го земе во предвид и овој локалитет кој што е исклучително важен за нас, важен за регионот, важен за туристичката понуда која што општина Карбинци ќе ја понуди на посетителите и сметам дека ќе имаме конечно една поголема поддршка која е во прашање археологијата, културата и во делот на нашата општина Карбинци. Градоначалникот Паунов додава дека во иднина општината ќе продолжи со нови содржини во делот на културата, неколку спортски инфраструктурни објекти и на посетителите ќе им се понуди различни можности за посета, односно рекреација и уживање во убавините на локалитетот. Го привлековме вниманието и морам да кажам дека ова е првиот министер кој дошол на Баргала. И мислам дека со тоа го привлековме вниманието дека нашата работа е добра и ќе продолжи и натаму. Финансирањето се надевам од Министерството за култура, бидејќи до сега ги истраживме бедемите источниот и јужниот, започнавме со конзервација, изготвени се проектите. Митко Штериов од Завој музеј Штип посочи дека конзервиран е мозаикот на базиликата, извршено е ископување на екстрамурос кој што се наоѓа надвор пред локалитетот Баргала. За до година на локалитетот Баргала предвидено и конзервација на централната базилика, со што ќе се заокружи целата целина на локалитетот Баргала.